Синоќа се одиграа последните надпревари од АД половината на Лигата на шампионите. Најинтересно беше во групата Б, каде дури 3 екипи се бореа за пласман во следната фаза. Бенфика, Наполи и Бешикташ беа екипите кои се надеваа на пласман во осми на финалето, но целата ситуација во оваа група ја реши четвртата екипа, Динамо Киев. На украинците, иако не им беа потребни бодови, сепак на домашен терен го декласираа турски Бешикташ со 6:0 и има возможија на Бенфика и Наполи да се пласираат во осми на финалето. Дуелот помеѓу овие две екипи заврши во корист на италијанците од 2:1. Во останатите групи патниците во нокаут фазата беа познати од претходно, а беа постигнати следниви резултати. Група А: Базел Арсенал 1:4, ПСЖ Лудогорец 2:2. Група С: Барселона Борусија Менхенгладбах 4:0 и Манчестер Сити Селтик 1:1. Група Д: Бајерн Мюнхен Атлетико Мадрид 1:0 и ПСО Ајтховен Ростов 0:0. Вечерва со почеток во 20 часот и 45 минути ќе се одигра и последното коло во ЕХ половината на Лигата на шампионите. Неизвестно ќе има само во групите Г и Х, каде ќе треба да се реши вториот патник во следната фаза. Во групата Г дебютантот Лестер веќе има обезбедено пласман во осми на финалето, а за второто место конкурираат Порто и Копенхаген. Двојките во оваа група се Бриж Копенхаген и Порто Лестер. Во групата Х Јувентус има обезбедено пласман во нокаут фазата, а за втората позиција ќе се борат Севиља и Лион во директен дуел. Севиља на првиот надпревар победи со 1:0, па затоа Лион, доколку сака пласман меѓу најдобрите 16 во Европа, ќе треба да победи со подобар резултат од оној на првиот дуел. На вториот надпревар во оваа група Јувентус како домаќин ќе игра против Динамо Загреб. Во групата Е ќе играат Бајер Леверкузен Монако и Тотенхем ЦСКА Москва, додека двојките во групата Ф се Реал Мадрид Борусија Дортмунд и Легија Варшава Спортинг Лисабон.